Повеќе пари за плати, пензии, инфраструктурни проекти, субвенции и здравство. Владата на седница го донесе ребалансот на буџетот за годинава. За минимален 1% се зголемуваат приходите и расходите на државната каса. Вкупните расходи ќе изнесуваат 6,56 милијарди евра, а вкупните приходи 5,92 милијарди евра. Буџетскиот дефицит ќе остане на истото ниво од 4% од бруто домашниот производ или 672 милиони евра. Владата очекува да собере речиси 57 милиони евра повеќе од неданочни приходи, административни такси, концесии, добивка од Народната банка и други неданочни приходи, како и проширување на самофинансирачките активности на институциите. Од друга страна, капиталните инвестиции се зголемуваат за 4,8 милиони евра и ќе изнесуваат 772 милиони евра. Најголемо кратење има кај владата, а повеќе пари ќе добие Министерството за одбрана, кај кое има добра реализација на капиталните расходи. Најмногу се крати од владата, бидејќи таму имаше одредени обврски кои што навистина лично премиерот се заложи дел и од нив да одложи. Во најголем дел имаме прераспределба помеѓу институциите, да кажам, а зголемување на капиталните расходи имаме во Министерството за одбрана, каде што, како што кажавме, имаме висока реализација и таму обезбедивме и повеќе од 1 милијарда дополнително средства. Се зголемуваат и парите за исплата на плати на администрацијата. Овој пораст најмногу се должи на повисоките плати за 10% во Министерството за внатрешни работи. Исто така предвидени се и повеќе пари за пензионерите. Трансферите од централниот буџет до пензискиот фонд ќе достигнат 813 милиони евра. Во септември ќе има ново покачување на пензиите, но се уште не се знае колкаво ќе биде тоа. Ќе има повторно покачување, но се уште не сме разговарале за тоа дали ќе биде линеарно или процентуално, иако нели го знаете мојот став дека јас сум поборник за тоа да има линеарно зголемување на пензиите. Ребалансот на државната каса е направен врз основа на проекции за зголемена инфлација од првичните 2,2% на 2,8%. Министерката за финансии вели дека таа, Министерството за економија, пазарниот инспекторат и општо владата секојдневно и континуирано ја следат состојбата како на цените низ маркетите, така и врз поскапувањето на нафтата и другите берзански цени. Доколку дојде до промени, ќе има и соодветни мерки. Во периодот кој што следи ќе објавуваме и други некои мерки кои што можеби не значат директна финансиска поддршка, но ќе помогнат да ја зголемиме конкуренцијата во делот на домашното производство со цел нели да ги намалуваме овие ефекти. Владата останува на истата проекција за економски раст од 3,7% годинава. Добрите резултати, односно порастот на БДП од 3% во првите 3 месеци, е сигнал според министерката дека проекциите се реални. При тоа јавниот долг не треба да надмине 62% од БДП, а може да биде и помал доколку не се искористат целосно парите за капиталните проекти.